Добар ден, почитувани граѓани, почитувани скопјани, полека навлегуваме во третата буџетска година како јас сум вашиот градоначалник и мислам дека е редно да направиме осврти на буџетските средства и буџетските реализации кои што градот под моје водство ги направи во изминативе 2 години. Во таа насока сакам да потенцирам дека кога ќе направиме споредба со последните 5 години, разликата е повеќе од очигледна во полза на остварувањето на интересите токму на вас, скопјани. Управувањето со буџетските средства во 2019 година се темелеше на принципите на ефикасност, ефективност и транспарентност во работењето, а во насока на буџетска заштеда и оптимално користење на ресурсите. Во 2019 година во вкупниот буџет на град Скопје остварени се 87,2% од вкупно планираните приходи и други приливи во износ од 5 милиарди и 700 милиони денари. Вкупните расходи и другите одливи во буџетот на град Скопје за 2019 година се извршени со 82% од планираното или во вкупен износ од 5 милиарди и 300 милиони денари. По однос на остварувањето на расходите, гледано по категории на расходи, тековно оперативните расходи се остварени со 86,4%, а капиталните расходи со 72% од планираното. Остварувањето на приходите и расходите во 2019 година, истовремено споредено со последните 5 години, бележи зголемување од 20 до 40%, зависи со кој од последните 5 години споредуваме. Со други зборови, во изминатата 2019 година се бележат најдобрите резултати од досегашното работење на градот Скопје откако е воспоставен како ваква единица на локална самоуправа од 2005 година па наваму. Исто важи и за проценталното остварување на буџетите споредбено со планираното во изминатите години. Остварувањето на буџетот во 2019 година е најдобро досега во последните 5 години и бележи зголемување за 10 до 20%. Само заради пример, во 2014 градот реализирал 3 милиарди 990 милиони денари, 2015 4 милиарди и 800, 2016 4 милиарди и 800, 2017 4 милиарди и 600, 2018 4 милиарди и 400 и 2019 првата чиста буџетска моја година, имајќи предвид дека 2018 ги враќавме старите долгови, 5 милиарди 712 милиони денари. Градот Скопје во овој период, како што и самите скопјани можете да видите, посветено работеше на подобрување на сервисните услуги, реализација на капитални проекти и нивна реализација истовремено во повеќе области од надлежностите на нашиот град. При тоа успеавме да ја задржиме и ликвидноста финансова на градот на многу завидно ниво. Со своето домакинско работење град Скопје на 31.12.2019 година бележи салдо кое што досега не се памети во износ од 1 милиарда 935 милиони 935 и 290 денари. Само за пример, преносот на средствата или ликвидноста во 2014 била 775, 2015 милиарда и 100, 2016 досега најдобра или пред од 2019 најдобра милиарда и 500, 2017 милиарда и 100, 2018 милиарда и 300 и последнава 2019 кон 2020 1 милиарда 935 милиони денари. Овие финансиски резултати пред се должат на интензивните активности и работењето на градот во развој на инфраструктурните проекти, заштитата на животната средина, формирањето на градски енергетски системи и други активности кои што граѓаните, вие драги скопјани, веќе имате прилика да ги почувствувате и да ги препознаете како одговорни политики мои, како ваш градоначалник и на администрацијата која што ја предводам. На крајот дозволете ми да подвлечам дека и понатаму ќе работиме токму за реализирање на вашите интереси. Веќе во февруари го започнуваме со градба мостот на Асном. При крај се 4 булевари кои што во овој момент се одвиваат во градот и некаде во текот на оваа пролет ќе ви бидат ставени вам на располагање и ќе продолжиме со системско решавање на со години и децени на наложуваните проблеми во нашиот град. Убеден сум дека со ваквиот пристап и со ваквата работа и обврските кои што ни се создаваат, ќе придонесеме Скопје да стане град како што вие скопјани заслужувате, метропола со која што сите заедно ќе се гордееме.